Во новото издание на Digi+, Grok за сите. Четботот на Илон Меск сега достапен и бесплатно. OpenAI Sora е лансирана. Генерирајте видеа со помош на вештачка интелигенција. Клон Алфа е хуманоиден робот како што досега не сме виделе. И ви ги презентираме на новите модели на компјутерски компоненти во Unpatch, а пред крај ќе ве инспирираме со топ 10 гаджети поевтини од 100 евра за подарок овие празници. Гледајте ме до самиот крај. Добро дојдовте во светот на технологијата. Неверојатни иновации беа презентирани минатата недела, кои со нетрпение очекувам да ве ги презентирам во ова ново издание на единствената емисија во Македонија со дигитални вести Digi+. Време е да започнеме со новитетите. Grok, чат-ботот на XAI под водство на Илон Маск, сега е достапен бесплатно за сите корисници на X апликацијата. Со ограничување на 10 пораки за секој 2 часа, нуди уникатни можности за забава и креативност. По завршувањето на Black Friday промоцијата за X премиум платформата X одлучи да го направи достапен Grok чат-ботот за сите корисници, вклучително и оние кои што не плаќаат претплата. Grok е производ на XAI компанијата на Илон Меск и представува напреден чат-бот базиран на генеративна вештачка интелигенција. Чат-ботот е директен конкурент на ChatGPT и Gemini со уникатни карактеристики и пристап. Бесплатниот пристап до Grok е овозможен со одредени ограничувања, како можноста за испраќање до 10 пораки на секој 2 часа, што е доволно за основно користење и забава. Во моментот, до Grok може да се пристапи едноставно преку X апликацијата, но според XAI се работи на развој на посебна апликација која ќе биде наменета само за чат-ботот. Едно од препознатливите карактеристики на Grok е неговата слобода во креирањето слики. За разлика од конкурентите, Grok има помалку ограничувања, што му овозможува да создава посложени и често пореалистични возбудливи содржини. Со оваа иницијатива XAI и X се обидуваат да го направат Grok чат-ботот достапен за пошироката јавност, отворајќи нови можности за корисниците и поставувајќи го како сериозен конкурент на постоечките решенија за вештачка интелигенција. На 9 декември 2024 година OpenAI ја представи Sora, напреден AI модел кој што им овозможува на корисниците да генерираат видео содржини врз основа на текстуални описи. Овој иновативен алат, достапен за претплатниците на пакетите ChatGPT Plus и Pro, отвара нови можности за креативно изразување иако има одредени ограничувања во достапноста. Што е Sora? Sora е модел на вештачка интелигенција развиен од OpenAI, кој е дизајниран да ги конвертира текстуалните описи во кратки видеа. По неколку месечно тестирање и унапредување, Sora сега е достапна за пошироката јавност, овозможувајќи креирање на динамични видео содржини преку едноставен внес на текст, функционалности и можности. Корисниците на Sora можат да креираат видео со различни резолуции и време траење, во зависност од нивните претплатнички планови. ChatGPT Plus претплатници можат да генерираат до 50 видеа месечно со резолуција од 720 пиксели. ChatGPT Pro претплатници неограничено генерирање видеа со резолуција од 1080 пиксели. Дополнително Sora нуди функции како анимација на слики и ремиксирање на видеа, давајќи им на корисниците голема флексибилност во креативниот процес. Достапност и ограничување. Иако Sora е лансирана глобално, во моментов не е достапна во Европската Унија, Швајцарија и Обединетото кралство поради регулативните предизвици. Овие прашања вклучуваат заштита на податоци и усогласување со строги закони за вештачка интелигенција, како што се GDPR и новиот AI акт. OpenAI работи на усогласување со законодавството и планира да ја направи достапна во овие региони до првата половина на 2025 година. Лансирањето на Sora предизвика поделени реакции. Креаторите на содржини и дигиталните маркетинг агенции го поздравија овој алат како револуционерен, овозможувајќи побрзо креирање содржини и иновации во едукацијата, маркетингот и забавата.
Од друга страна, уметниците и организациите за заштита на авторски права изразија загриженост за можните злоупотреби, како кршење на авторските права или создавање хиперреалистични видеа кои можат да се користат за дезинформација. Сора е значаен чекор напред во генеративната вештачка интелигенција, нудејќи можен алат за видеопродукција. Иако постојат предизвици во однос на достапноста и етиката, нејзиниот потенцијал за трансформирање на креативни индустрии е неспорен. Уште една можност за вас кои што се занимавате со видео да креирате иновативни проекти. Останува да ја истестираме Сора и да се увериме во незината моќ. А сега мобилните во рака и на скенирање. Време е за дополнителни попусти од нашите пријатели Анхоч. Со скенирање на QR кодот со вашиот мобилен телефон добивате електронски ваучер и попуст на нови интересни производи. Па не е лошо да проверите што е на попуст за оваа емисија. А сега малку за роботи. Клон Алфа е револуционерен хуманоиден робот со синтетички органи, вештачки мускули и биометриски дизајн што го имитира човековото тело. Создаден од Клон Robotics, овој робот ветува флуидни и реалистични движења со потенцијал да го трансформира начинот на кој роботите се интегрирани во нашите домови и работни места. Изработена од Клон Robotics, ова машина е дизајнирана со синтетички органи, вештачки мускули и структура што го имитира човековото тело до најмалите детали. Ова не е само обид да се создаде робот што личи на нас, туку да се реплицира начинот на кој функционира човековото тело. Компанијата сега прифаќа преднарачки за првите 279 единици на Клон Алфа, што представува значаен чекор во нивната мисија да донесат реалистични роботи во домовите и работните места. Она што Клон Алфа го прави уникатен е неговиот биомиметички дизајн, термин што значи дека е изграден да ги имитира биолошките системи. Наместо традиционалните мотори и актуатори, Клон Robotics развил синтетички верзии на човековите органски системи. Например, роботот има полимерен скелет, што ги имитира 206 коски на човековото тело, заедно со зглобови и вештачки лигаменти. Овие карактеристики му даваат неверојатен опсег на движење. Само горен дел од телото има 164 точки на артикулација, а секоја комбинација на рака, зглоб и лакт нуди 26 степени на слобода. Таквата флексибилност е реткост дури кај најнапредните роботи. Клон Robotics развил технологија наречена Myofiber, што користи вештачки мускули кои се контрахираат во воден притисок. Овие мускули се меки и лесни, но мокни. Едно мускулно влакно со тежина од само 3 грама може да создаде сила од 1 килограм и да се контрахира за 30% од својата должина за помалку од 50 милисекунди. Ова му овозможува на Клон Алфа да се движи на флуиден и реалистичен начин, во голема контраст со крути механички движења на традиционалните роботи. Енергетскиот систем што го напојува овој мускулен систем е компактен, хидравличен пумпач кој функционира како човековото срце. Тој циркулира течност низ васкуларниот систем на роботот, обезбедувајќи притисок потребен за контракции на мускулите. Пумпата е исклучително ефикасна со мокност од 50 вати, додека ќе испорачува 40 литри течност во 1 минута. За управување со овој систем, Клон Robotics дизајнирал специјализирани вентили наречени AquaJet, кои користат само 1 ват енергија и обезбедуваат прецизна контрола на протокот на течност, што овозможува движењата на роботот да бидат и мазни и енергетски ефикасни. Тој комбинира повеќе слоеви на сензори и компјутерски модели за контрола на движењето. Роботот е опремен со 4 камери за длабочина за визуелен влез, 70 инерцијални сензори за следење на позициите на зглобовите и 320 сензори за притисок вградени во неговите мускули, кои даваат повратна информација за силата. Овие податоци се обработуваат во реално време со микроконтролери, кои ги пренесуваат на мокниот NVIDIA Jetson Tor GPU, кој е управува со моделот CyberNet на Клон. Овој систем овозможува на роботот да има попрецизна свест, што значи дека знае каде му се екстремитетите во просторот и може соодветно да ги привлекува своите движења. Доаѓа со 16 однапред програмирани вештини, како меморирање на распоредот на домот, следење на залихите во кујната и извршување на домашни задачи како чистење, поставување на маса и диплење облека. Може дури да точи пијалоци и да прави сендвичи. Интересна функција за оние што сонуваат за роботски асистент.
За оние што сакаат да ги прилагодат способностите на роботот, Клон Алфа вклучува платформа наречена Телекинесис, што им овозможува на корисниците да го научат нови вештини. Клон Robotics се основана од извршниот директор Джанур Ратахришнан и техничкиот директор Лукас Козлик. Тие веќе со години работат на овој концепт, почнувајќи со помали проекти како роботска рака и хуманоидно торсо. Еден од клучните избори што ја обликува Клон Алфа беше одлуката да се користат мускули со воден погон наместо традиционалните мотори. Овој пристап му дава на роботот помек, похуман изглед, што го прави поприлагодлив на задачи што бараат деликатност и прецизност. И покрај импресивната технологија, Клон Алфа се уште не е прикажан како целосно интегриран систем. Компанијата досега презентираше поединечни компоненти, како роботска рака и торсо, но не е објавена снимка од комплетниот хуманоиден робот во акција. Клон Алфа представува пример за тоа што е можно кога инженерството ќе се спои со биологијата. Неговите синтетички органи, напредна мускулна технологија и реалистичните движења представуваат нов правец за роботиката. Дали ќе стане револуционерен или само чекор кон нешто поголемо, останува да видиме. Компанијата е фокусирана на усогласување на технологијата преку оваа ограничена серија и собирање повратни информации од раните корисници. Ако Клон Robotics го исполни својот потенцијал, ова може да биде почеток на нова ера за хуманоидните роботи. Неверојатно е со која брзина се развиваат роботите и сите овие новитети и иновации кои што веќе се промовираат. Во продолжение за вас, кои сакате да ги надоградите вашите компјутери или да составите нов, се селиме во Анкоч, каде заедно со Едо ќе ви ги презентираме новите компјутерски компоненти достапни за сите вас. Добре дојдовте во светот на IT опремата. Една од најдобрите опреми ги имате тука само во Анкоч. Да презентираме неколку нови модели кои што ни пристигнаа и од кои што се ултра сериите на Intel процесори кои што ги имате само кај нас. Или пак нешто, може би сте тим AMD па сакате да земете нешто од AMD процесори. Без разлика што и да земете, вие секогаш ви имате најдобриот избор токму кај нас. Новите Ultra 7 процесори или Ultra 5 процесори на Intel, сега веќе немаат i5 и 3 и 5 и 7, туку имаат нови само Ultra овакви ознаки. И што е интересното кај нив со тоа што како што е сега денеска во светот нели AI, така и они имаат голем фокус на AI способности кај нив. Може би малку работат по-ладно, односно не се греат толку како што се овие нивните братучеди, но работата е тоа што кај овие процесори, а нивниот голем акцент, значи еден од најголемите акценти кај нив е тоа што имаат многу добра мултитаскинг способност, така да тие што сакаат да креираат видеа, да прават музика, ова е нивниот избор. Додека за геймингот малце се можеби послаби. Сега, ако сте тим Intel, тоа е во ред, не е проблем, но ако сакате малце можеби повеќе за гейминг, можеби ќе сакаме нешто од црвениве да земеме. Кај AMD процесорите секако дека вие можете ги имаме најдобрите плочи кои што може да бидат компатибилни со нив, или пак ако сакате може да земете нешто што ќе ви одговара на вашиот буџет. Кај Intel ќе добиете нешто кое што веќе е со традиција и големо време траело, значи станува збор за стабилност, станува збор за пали вози и слично. Веќе кога сме кај новите процесори Intel Ultra 7 или Ultra 5, имаме веќе и плочи за нив. Иако тие плочи се малку поретки за наоѓање, секако ги има, но што е убавото кај овие сокети што се LG 1851 е тоа што се компатибилни со 1700. Значи, ако имате некој кулер што е, да кажеме, од претходната генерација, претходните неколку генерации на Intel, можете вие слободно да ги ставите, да го ставите овој кулер на нив. Ќе бидат поладни, значи нема толку да греат како претходните процесори, тоа е и целта зашто Intel извадија нови процесори, и нема да бидат толку многу за гейминг отколку што ќе бидат за продуктивност. Нешто што претежно луѓето и се одбираат кај нас да земат Intel процесор спрема AMD Ryzen баш поради продуктивниот момент. Кога сме веќе кај графичките, имаме графички картички за секој буџет. Имаме графички картички за смртниците и имаме некои за бесмртните графички картички. Во секој случај имате феноменален избор која и да одберете. Имате и нешто што може да одговара за послаба конфигурација, секако дека мора тоа да биде малку убаво искомбинирано. Не можете да земете, например, да кажеме Ryzen 3 да земете и да ставите 4090 на него, ќе има bottleneck, но
Повторно, заедно со нашите специјалисти, ќе најдете најдобриот избор спрема вашиот буџет кој што ви одговара и спрема она што сакате вие да го извршите со истиот буџет. Па така, графичките ги имаме од секој калибар, за секоја пригода и за секоја користење, додека кај процесорите имаме процесори кои што ќе може да бидат заедно во добар склоп со тие графички и да нема никаков ботлнек, а ботлнек не би сакал да имате, верувате ми, на конфигурација е многу лошо кога имате ботлнек, односно на македонски би било преведено како тесно грло. Бидејќи нашиот основен бизнис е всушност компјутери и компјутерски компоненти и тоа е традиција која што веќе трае 30 години, ги имаме секогаш најновите модели, најдобрите за цена модели кои што ќе му одговорат на секој джеб и секако за ентузијасти. Затоа, ако сакате да го направите вистинскиот избор, знаете каде треба да појдете. Благодарение на Едо, ова презентација верувам дека ви помогна околу изборот за ново хардверско надоградување на вашата машина. Во продолжение предпразнично ќе ви понудиме топ 10 гаджети кои би можеле да ги поклоните за овие празници прилагодени за сечи буџет. Се враќаме за кратко. Добро дојдовте назад во Digi+. Доколку барате совршен подарок за љубителите на технологијата, а при тоа не сакате да го надминете буџетот од околу 6000 денари, се обидовме да пронајдеме интересни предлози за вас. Овие гаджети нудат идеален баланс меѓу функционалност, иновација и пристапност, што ги прави совршени за секоја пригода. Xiaomi Smart Band 9. Паметна нараквица за секојдневно следење. За подарок што комбинира стил и функционалност, Xiaomi Smart Band 9 е вистински избор. Оваа паметна нараквица ги следи вашите чекори, потрошените калории и квалитетот на сон, а покрај тоа е водоотпорна и има долготрајна батерија. Одлична е за сите што сакаат да го следат своето здравје. За љубителите на музика, Huawei FreeBuds 6i се вистински погодок. Овие слушалки нудат активно потиснување на бучавата и кристално чист звук со удобност која трае со часови. Идеални за слушање музика во движење. Батеријата за телефонот често не е доволна за современиот живот и стил. Anker Power Core 10000 обезбедува сигурно и брзо полнење во движење. Компактната големина овозможува лесно носење, а капацитетот обезбедува повеќекратно полнење. Amazon Echo Dot е одличен гаджет за оние што сакаат паметен асистент во својот дом. Овозможува контрола на паметни уреди, пуштање музика и одговарање на прашања преку Alexa асистент. Современиот дизајн лесно се вклопува во секој интериер. Dad? Alexa, play my party playlist. Контролирајте ги уредите дома дури кога не сте таму. TP Link Casa Smart. Паметниот штекер овозможува далечинско вклучување и исклучување на уреди преку апликација. Одличен е за заштита на енергија и зголемена безбедност во домот. Exit the app, go into your settings, and click on Wi-Fi. За оние кои што работат од дома или сакаат да читаат, Xiaomi LED Desk Lamp е идеален подарок. Со прилагодлива јачина на светлината и можност за контрола преку апликација, оваа ламба нуди максимална флексибилност. Ви го представуваме JBL Go 3. Овој компактен звучник овозможува репродукција на омилената музика во движење. Отпорен е на вода и прашина, што го прави совршен за излети и патување.
Звукот е мокен и покрај малите димензии, а батеријата трае долго. За пријателите или семејството кои често губат клучеви или торба, MotoTag е практично решение. Овој уред овозможува следење на локацијата преку апликација и олеснува пронаоѓање на изгубени предмети. Овој практичен USB флеш диск овозможува лесно префрлување податоци меѓу постари уреди и нови модели на USB-C приклучок. Идеален е за оние што често работат со големи фајлови. Донесете го кино искуството во нечи дом со овој компактен проектор. Pocket Projector е лесен и пренослив, овозможувајќи проекција на филмови, презентации или слики директно од телефонот или лаптопот. Верувам дека со овие гаджети дефинитивно ви помогнавме да смислите иновативен подарок овие празници, па изборот е ваш. А верувам дека бевме интересни до самиот крај. Доколку нешто пропуштивте, не имате на нашиот YouTube канал DigiTV МК во целост сите емисии од првата и оваа втора сезона. Исто така можете да не следите на социјалните мрежи, а не заборавајте да не читате и преку нашиот веб-сайт digitv.mk. Се гледаме следната недела во нашиот редовен термин на Телма телевизија во 13 часот. Секој е добро!